Вработувањата на 130 идни судии и обвинители не било прекршување на изборниот законник, одлучи Управниот суд, спротивно од едногласната одлука на антикорупционерите дека приемот и тестирањето се косат бидејќи се во предизборен период. Судечкиот совет тврди дека Академијата за судии и јавни обвинители согласно законските одредби ги планирала. Управните судии ценат дека антикорупционерите направиле суштествени повреди поради тоа што одлучувале членови од антикорупцијска кои тужителот барал да се изземат. Според судот погрешна и нецелосна била утврдена фактичката состојба и во однос на член 8а од изборниот законник кој се однесува на вработување во итни и неодложни постапки. Исто така, судот утврди нецелосно утврдена фактичка состојба и повреда на начелото на законитост и владењето на правото како основна и темелна вредност согласно Уставот. По однос на правната сигурност при постапувањето на тужениот орган, односно Државната комисија за спречување корупција и постапување и утврдување на фактичката состојба, дали станува збор за иста или слична правна состојба. Исто така, најде повреда при нецелосно утврдена фактичка состојба при однос на примената на материјалното право. На што судиите во Управен, Дитурија Елези Незири, Ана Герасимовска и Даниела Антовска ја темелат пресудата, денеска се чека и официјално писмено образложение. Со ваквата донесена одлука приговорот на професорката Гордана Силјановска-Давкова се враќа на повторно одлучување пред антикорупционерите. Антикорупцијската комисија едногласната одлука пред Уставниот суд ја бранеше со неажурноста на Академијата, која според нив имала доволно време, а не ја спровела постапката пред да се распишат изборите. Истиот став го има и подносителката на предлогот Силјановска-Давкова, според која има прекршување на законските правила. Академијата се правда дека процесот мора да продолжи бидејќи во државата има недостиг на судско-обвинителски кадари, за нив нема прекршување на изборниот законник, бидејќи процесот на селекција бил почнат пред повеќе од една година.